Земјоделците да бидат спокојни, бидејќи за наредната 2022 година Министерството за земјоделие предвидува субвенции за нив од 100 милиони евра. Ово го предвидува новиот буџет за земјоделие, со што значително ќе се подобрат условите за развој земјоделството и агротехничките услови. Буџетот е многу поголем од оно што го сега најавуваме, бидејќи кога зборуваме за буџет, генерално зборуваме за планови, односно што ќе правиме 22 година. Иако веќе 21 истекува и дополнително уште треба да се дополнат средствата, бидејќи пред крајот на годината токму овие интервентните што ги спомнавме, кај оризовата арпа, кај грозјето што беа напоменати, ќе одат преку делот кој што е во ковид програмата. Освен ова, во наредната 2022 е предвиден и нов фонд за така наречен зелен развој, кој ќе придонесе за покачување на стандардот на земјоделците, најави Димковски. Се со цел за да можеме да овозможиме брза исплата токму година за година, во смисла ако имаме проблем со одредена култура која што слабо оди на пазарот, цената е ниска или од X причини може да настане намалени приходи на земјоделците, со еден ваков фонд каде што може брзо да се интервенира, да сето тоа се одржи во еден, да се стави во еден одржлив развој. Според Димковски, позитивен исход има и од извозот и увозот на земјоделски производи, каде годишно во тој дел е дефицит од 150 до 200 милиони евра.